Вторник, 20 јануари 2026 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за актуелните теми со кои го одбележавме викендот и денешниот ден. Следете не. Пензионерите од општина Кавадарци имаат можност за бесплатно возење во текот на неделата. Тие се задоволни од услугите кои ги добиваат од јавното предпријатие Градски превоз. Директорот на ова предпријатие, Александар Ѓоргиев, во емисијата ТВ Објектив, која ќе можете да ја следите во петок со почеток од 21 часот, говори за работењето на предпријатието и новитетите кои ќе бидат воведени. Од 2026 година, значи, како што знаете и нели како што известивме, вклучувајќи го тука одобрението од Советот и од градоначалникот на општина Кавадарци, пензионерите ќе се возат секој ден во неделата од понеделник до недела. Затоа мислам дека тие ударни термини, ударни денови кои што му беше досега бесплатно возење на пензионерите, малку ќе се избалансира. И тука имаме, нели, апелираме за сите пензионери, јако се возат 7 дена во неделата бесплатно, претежно во градските линии, кога имаме поголем број на патници, односно кога е превозот на ученици во утринските часови и луѓето што одат на работа, да ги избегнуваат тие термини, односно да се возат после 8 часот секој работен ден до крајот, додека имаме, нели, линија која што се обреќа. Тоа е се со цел да се намали метежот и гужвата во самиот автобус. И тоа само во градските линии, во приградските линии, значи тука немаме ограничување, може комплетно да се возат кога имат потреба од тоа. Председателот на Советот на општина Кавадарци, доктор Стојан Чорамов, очекува успешна работа на Советот и во овој мандат. Вели ќе се носат аргументирани одлуки согласно потребите на граѓаните. Во октомври месец 2025 година имавме 8ми поред локални избори од независноста на нашата држава и на нашето плурализам во Кавадарци. На тие локални избори од 19 советници, советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата освои 12 советници. Рестото на независните советници и на Социјалдемократскиот сојуз и на Левица како партија. Во однос на составот на вториот мандат се надевам дека исто како и во првиот мнозинство ќе има ВМРО, ДПМН и коалицијата. Меѓутоа се надевам дека и вториот мандат ќе го продолжиме на ист начин како и првиот мандат како претседател на Совет. Воедно тоа беше моето излагање во уводниот говор кога се бев изгласан за претседател по втор пат, да најбитните одлуки ги носиме врз основа на гласот, на аргументи и силата на разумот. Се надевам дека и во вториот мандат ќе продолжиме во тој правец. Би повикал на транспарентност и се надевам дека ќе имаме во однос на сите кои не се членови и кои не се дел од тоа мнозинство во Советот на општина Кавадарци, пред од опозиционите партии и независните групи. Меѓутоа се надевам дека низ во духот на демократијата и канализирање на различното размислување во самиот Совет ќе донесеме одлуки кои исто така ќе имаат голем бенефит на нашата општина. Воедно треба да се стремиме да имаме освоен разумна власт и конструктивна опозиција, затоа што без конструктивна опозиција власта може да направи грешки повеќе отколку што е потребно за нашите Кавадарци. Сметам дека нема да биде така. И се надевам дека таа конструктивност на опозицијата и секое различно размислување низ каналите на нормалното функционирање на собраниста говорница има кој да го артикулира и се надевам дека нашето Кавадарци ќе оди напред и во тој правец ќе продолжиме во вториот мандат. Во завршна фаза е дневниот центар за лица со телесна и ментална попреченост, кој ќе располага со капацитет од 40 корисници. Вкупната проценета вредност на проектот е близу 41 милион денари. Овој проект е инспирација и поттик за уште поголема поддршка и инклузија на лицата со телесна и ментална попреченост во нашата општина, велат од локалната самоуправа Кавадарци.
Вчера масовно низ Тиквешијата се прослави верскиот празник Богојавление Водици. Во Кавадарци Светиот крст се фрлаше во водата на реката Луда Мара. Најсреќен меѓу кајпачите кој скокна по крстот беше 18-годишниот Кристијан Митрев. Христијан, нека ти е честито и од Бога благословено. Почитувани православни христијани, драги браќа наши верници, светол беше празникот кој што пред 12 дена измина, но уште посветол, уште пославен, уште порадосен, поторжествен празник е токму денешниот ден, денот на светото Богојавление и светото крштење на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Ако во претходниот празник мудреците од исток му се поклонија, пастирите свирејчи го видуа и му се восхитуваа, токму денеска на овој ден славниот и верен слуга Свети Јован го крштева нашиот Спасител Господ Исус Христос во реката Јордан, а гласот од небесата, односно гласот на Отецот, го објавува и посведочува за својот единороден син преку зборовите "Ово е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја". И навистина, брајки и сестри православни, ние треба да се радуваме, да се веселиме на овој ден. Затоа што токму на овој ден се радува, се весели целата твар, се радува и се весели целото создание, бидејќи и нашите татковински народи, нашите татковци се радуваат затоа што дојде спасението. На овој ден Спасителот наш Господ Исус Христос ни дарува спасително ослободување преку очистувањето на нашите духовни, телесни гревови на душата со неговото свето крштение. Затоа се вели дека крштението на нашиот Спасител Господ Исус Христос ни ги отвора вратите за наше спасение и за наше преку него обожување. Нека е честит и овој голем празник, нека е вечен на сите оние кои што си го слават и чествуваат името и да сте здрави и живи сите и помасовно, порадосно да можеме да доаѓаме, да го прославуваме и да го чествуваме. Оние кои што не си земаа света вода и не успеа да стигнат, црквите двете, и Свети Великомаченик Димитрije и Света преподобна Параскева Петка се отворени, до вечер може да отидат, да си земат од црквата вода, да се помолат и да си ги попрскаат домовите. Бог се јави! Бог се јави! Бог се јави! Честито и благословено новото 2026 лето, Господо, за многу години. Ти се како се викаш? Јас сум Кристијан Митрев, Колку години? 18. Прв пат се фрлаш по свет? Прв пат голема желба, 3-4 години. Сега се пребувам прв пат и прв пат го фаќам. Крстот многу убаво чувство. Ладно е? Ладно, ама не е тоа битно. Ми се исполни желбата. 3-4 години се пребувам. Што посакуваш? Што ќе им посакаме на родници? Здравје, љубов, слога кај сите. Сите да сме сложни. Се другото си дојде. Сите лоши работи што случуваат, сето тоа да се прекине и најбитно да сме здрави и се друго поред и да е вечен празникот. Тоа, Бог се јави. Од име на градоначалник и совет на општина Кавадарци, на нашата вера православна, нека е за многу години овој ден, на христијан, да му посакам од име на градоначалник и совет многу здравје, многу мир, многу благосостојба, а воедно на сите наши верници, ова лето Господово 2026 нека биде по духот на православието, по духот на Бога, затоа што верата е таа што ни дава мир, благосостојба и не обединува. Нека овој празник за многу години да сме живи, здрави, сплотени, обединети под нашиот најголем заштитник, тоа е Господ Бог. Кристијан, ова е за тебе од име на градоначалник и совет на општина Кавадарци. Многу здравје, многу успех, мир, благосостојба на тебе, на твоето семејство и на сите православни христијани на територијата на општина Кавадарци. Благодарам. 24-годишниот Даниел Летников од Кавадарци ја имаше среќата да го извади Светиот крст од браната Моклиште. Даниел Летников, 24 години, од Кавадарци. Како беше чувството да се скокне во овие ладни води по Светиот крст? Добро. Што посакуваш? Среќа, благослов, се. Жив, здрав, мир, благосостојба
напреда на твоите фамилија. Ова е мало внимание од градоначалник и совет на општина Кавадарци и се надевам дека 2026 лето господово под обединителство на црквата ќе ни биде успешно во мир и хармонија на сите жители на општина Кавадарци. Многу верба во верата и тоа е единствено нешто што како нација не обединува кон подобро утре за сите нас. Нека се живи и здрави жителите на општина Кавадарци и на село Ваташ. Ова е за вас. Мало внимание од страна на општина Кавадарци. Повелите. Исто ваучерот. Само да завршам. Ова ти е за мир, благосостојба и здравје од Зегин, да се надеваме на среќна и беречетна година. Ваучер ти е, може слободно да добиеш. 35-годишниот Иван Сотиров од Росоман најсреќен на водици годинава. 10 пат во водите на Црна и по трет пат со Светиот крст во своите раце. Оче, Бог се јави. Вистина се јави. За многу години нека е честит празникот на Богојавлението, денот кога Бог, Света Тројца, прв пат во Новиот Завет се јавува своите три лица. Христос како човек дошол на реката Јордан да прими крштение од светиот пророк, претече и крстител Јован, иако без грев, сепак ни дал пример како треба да го примаме светото крштение. Од небесата се слушал гласот на Бога Отецот, кој што го слушнали сите присутни, кој велел: ова е мојот син, возлюбен син, во кого е мојата волја, него послушајте го, додека Светиот Дух во вид на голуб слегол врз рамото на Господ Исус Христос. Нека овој ден ни донесе благодат, радост на сите. Значи денеска се осветува целата природа, ги осветуваме водите бидејќи се клучни за живот на сите живи суштества. Преку водите се осветува и целата природа. Нека биде среќно и благословено новото лето господово, да бидете плодна годината, богат род, да сме сите живи и здрави и за многу години. Бог се јави, навистина се јави, би сакал на сите мои православни сограѓани да им го честитам денешниот голем празник Водици Богојавление, да им посакам многу здравје, среќа и успешна 2026 година, да имаме оваа година да ни биде многу плодна, како што кажа и нашиот поп. Би сакал и на Иван да му го честитам фаќањето на Светиот крст и вадењето од водите на Црна река и да му посакам многу здравје и среќа на неговата фамилија. Се мавам 10 пати, трет пат ми кажа фаќам. Колку години имаш? 35. И што очекуваш годинава фаќањето на Светиот крст да ти донесе тебе и на твоето семејство? Па нека дава Господ здравје, среќа, се најво. Во името на кумовите, Бог се јави. Навистина се јави, да му го честитаме фаќањето на крстот на Иван, да му донесе здравје, среќа и беречетна година на сите сограѓани на Росоман. Минималните месечни трошоци на 4-члено семејство во јануари изнесувале 66.413 денари и се зголемени за 921 денар во споредба со декември, покажуваат податоците на Сојузот на синдикати. Доколку 4-члено семејство живее во изнајмен стан од 60 квадратни метри, минималните трошоци изнесуваат 81.788 денари. Се зголемуваат цените на бензините и дизелот, објави Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Од утре цените на бензините Евро Супер 95,98 и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1,50 денари за 1 литар, а цената на Евро дизелот се зголемува за 2 денари за литар. Според новата одлука, 1 литар на Евро Супер 95 ќе чини 72, а Евро Супер 98 74 денари, додека дизелот ќе чини 66,50 денари. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,854 денари за килограм и сега ќе изнесува 32,787 денари по килограм. Драстично е намален бројот на сообраќајни незгоди, но и на прекршоци кои ги регулираат камерите од Безбеден град.
Проектот ги дава очекуваните резултати, вери премиерот Христијан Мицкоски. Безбеден град проектот веќе ги постигнува своите основни хумани цели. Јас вчера имав координативен состанок со раководството на Министерството за внатрешни работи и луѓето кои што се одговорни за овој проект. Бројките во јануари се уште поохрабрувачки споредено со бројките од декември. Тоа значи имаме повеќе човечки животи спасени, помалку сообраќајни незгоди, помалку пациенти на траума и на крајот од денот побезбеден сообраќај. Така што веќе ако го гледаме оној хуман аспект на самиот проект, јас сум навистина задоволен. И она што мене ме радува е ако од почетните, би рекол, денови кога имаше неколку десетици илјади сообраќајни прекршоци, во одредени денови на почеток имаше и повеќе од 100.000, сега веќе се движиме на бројката 2-3.000 на ден. Тоа значи дека граѓаните го почитуваат овој проект и тоа е доказ дека можело да се почитуваат законите. Јас сум среќен што тоа се случува, така што благодарност и до граѓаните, еве и до возачите и апел да бидат совесни. Зошто јавниот линч и хајки против Филипче оделе преку Жан Митрев и Алфа ТВ, говореа на денешната пресконференција од антикорупцијскиот тим на СДСМ. Граѓаните ќе видат зошто токму преку Алфа телевизија се водат црни кампањи, хајки, јавен линч врз СДСМ и председателот Филипче. Зошто оваа телевизија делува како политичка алатка на ВМРО? Зошто токму Жан Митрев беше искористен? Ништо не е случајно. Прво, да видиме кој стои позади оваа телевизија. Петер Шац, унгарски медиумски бизнисмен и човек од тесниот круг на Виктор Орбан. Преку компанијата ЦХС Инвест Груп, Шац контролира 57% од Алфа Скоп ДОО, фирма 100% собственик на телевизијата. Контролата ја превзема во 2017 година, токму во период кога Орбан започнува агресивна експанзија на своето медиумско влијание на Балканот. Петер Шац е познат по блиските врски со Виктор Орбан и неговата партија Фидес, при што неговите медиумски активности често се користат за промоција на агендата на Орбан, вклучувајќи ширење пропаганда и финансиски трансакции кои биле под истрага поради сомнеш за перење на пари. Пред тоа, Алфа била во сопствеништво на српски бизнис структури, меѓу кои и групацијата Комтрейд на Веселин Јевросимовиќ, човек со документирани релации со Александар Вучич и СНС. Континуитетот е очигледен. Сопствениците се менуваат, политичката линија останува иста. Орбан е поврзан со бизниците на Шац, но особено е важна врската со Хабоњи и поддршката за Груевски, на кому Орбан му даде азил. Во 2020 година Шац беше обвинет за даночна измама во Северна Македонија поради непријавување на приход од 190.000 евра во неговата компанија ЦХС Инвест Груп. Истражувањата на ИРЛ и Оштро тогаш покажаа дека така наречените рекламни договори за маслиново масло, сувенири, онлайн продавници без реален пазар биле користени како механизми за трансфер на милиони евра кон медиумите под контрола на Шац. Купувањето на Стопанска банка АД Битола од страна на Алта банка, собственост на Давор Мацура, банкар близок до Александар Вучич, отвара дополнително сериозни прашања дали истиот механизам банки, реклами, медиуми, политичко влијание повторно се активира овој пат преку српско-унгарската оска во услови кога повторно ДПМН е на власт. Не е случајно што кујните на ДПМН, порталите како Плюс Инфо и Експрес се преплавени со реклами од Алта.
Дури и логото на Алфа и Алта банка се слични, сменети во истата година. Дали сега се појасни навредите и нападите кои доаѓаат од Бетмен, Геровски и Вона Талеска? Сега доаѓаме и до Жан Митрев, човек кој токму на Алфа ТВ започна црна кампања и јавен линч против председателот Филипче со изнесување на груби лаги. Мафијашките притисоци и уцени на Заев и Филипче ја користеле државата и институциите за приватни цели, порака од денешната пресконференција на ВМРО ДПМНЕ. Сведоштвата на доктор Жан Митрев ја разоткрија вистината за начинот на кој Заев и Филипче ја водеа државата. Притисоци, уцени и злоупотреба на институциите за лични интереси. Во ек на пандемија и вонредна состојба, наместо грижа за здравјето на граѓаните, Филипче и Заев ја користеле политичката моќ за преземање на приватната болница Жан Митрев. Ова не е политика наменета за граѓаните, туку е мафијашки модел на действување. Дополнително, според јавно изнесените сведоштва, Заев и Филипче сакале сами да ја одредат вредноста на болницата. За возврат нуделе помош во судската постапка на докторот Жан Митрев. Класична уцена и класична злоупотреба на власта. Овие обвинувања не доаѓаат изолирано. Тие се надоврзуваат на долгата низа сомнежи и афери поврзани со Заев и Филипче. Златни визи, имоти, бизниси во Дубај, фирми во странство и сомнителни финансиски трансакции. Филипче денес се обидува да се представи како ново лице, но ја седи фотелјата на Заев и ги спроведува истите политики. Истите луѓе, истите шеми, истата злоупотреба. Прашањето е едноставно, а Филипче треба да го одговори. Дали човек со ваков багаж на сомнежи и скандали може да има кредибилитет да води партија? Наместо повлекување и одговорност, гледаме ароганција и молк. Затоа правдата мора да зборува. Го повикуваме јавното обвинителство веднаш да постапи и да ги истражи сите наводи. Законот мора да важи за сите. Продолжуваме со спорт. Тиквеш се договори со младинскиот репрезентативец на Гвинеја. 20-годишниот крилен играч на Фанли Сила ќе потпише 2-годишен договор со можност да се проложи за уште една. Градскиот фудбалски клуб Тиквеш ги одработува подготовките за пролетниот дел од сезоната во Анталија, Турција. Кавадаречкиот прволигаш закажа и контролни надпревари, а полека го екипира и играчкиот ростер. Младиот крилен играч од Гвинеја, 20-годишниот Нафанли Сила, е пред трансфер во Тиквеш. Овој играч е дел од младинската репрезентација на својата земја и постигна договор со Кавадаречкиот клуб, пак и му се приклучи на клубот за време на овие подготовки во Анталија. Според информации блиски до клубот, првичниот договор е на 2 години со можност да биде продолжен на уште една. Сила има 4 настапи за младата репрезентација на Гвинеја. Игра на десната крилна позиција, но може да игра и на другата страна. Во Тиквеш доаѓа од Кипар, од тимот на Думли Пинар, а претходно играше во Јени Чами од Кипар и Кециорен од Турција. Во својата земја настапуваше за тимот на Калоун. Македонскиот прволигаш исто така објави дека потпиша договори со младиот талент Благој Стојчев, кој се обврза на соработка во наредните 18 месеци. Кавадарчани мислат на еднината, создаваат таленти и им даваат шанса на истите, кои понатаму би биле носители на играта на екипата, а тоа се потврдува и со договорот за Стојчев, за кого ова е прв професионален договор во кариерата. И
Пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Облачно со повремени локални врнежи од снег. Пообилни врнежи ќе има во западните делови и се очекува висината на снежната покривка на планините и на некои од повисоките места да се зголеми до 25 сантими. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, температура од -5 до 5 степени. Потоа во сабота ќе се задржи претежно стабилно време со пораст на температурата, а по отделни котлини ќе има појава на магла од сабота кон крајот на денот и од понеделник предпладне повторно се очекува локални врнежи од дожд, а на планините и на некои од повисоките места од снег. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.